Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што после 20 годишно емитување на канадската кабловска телевизија Роџерс ТВ канал 10, продолжува да се емитува на нашиот вебсайт www.macedonianedition.tv. Во секоја емисија ве информираме за најновите информации од македонската комуна во Торонто и ви пренесуваме дел од нашиот богат македонски мелос. Нашата емисија, како што веќе знаете, секоја втора сабота е поставена на нашата веб страна, како што кажавме, www.macedonianedition.tv, каде што можете да ја гледате во вашето слободно време. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на ова ваша програма, и сакам да ви се заблагодарам што во наредните 30 на минути повторно сте заедно со нас. Во емисијава продолжуваме со материјалот снимен на донаторскиот банкет на Македонската глобална координативна мрежа од Канада, одржан на 3 март 2018 година. На овој банкет, на кој што се собраа повеќе од $100,000, меѓу другите гости беше и председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров, кој специјално за овој настан допатува од Македонија. Чест ми е да ве поздравам во името на Светскиот македонски конгрес, како неформален светски парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет. Формиран во далечната 1899 година во Женева од македонската емиграција во западноевропските и источноевропските држави со цел анимација на европската јавност за суверена и самостојна држава Македонија во времето на Отоманската империја. Почитувани браќа и сестри, македонците во светот и во татковината се загрижени за политичката криза во Македонија, како и од секогаш. Над сите нас виси прашањето што воопшто ни се случува и каде како држава воопшто одиме. Од една страна, представуваме колатерална штета на американските глобални интереси, кои настојува да го спречат руското и кинеското влијание и инвестиции во регионот. Европската унија и САД си донесува марионетска влада на последните парламентарни избори, која што треба да ја испорача задачата промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Од друга страна, повампирен е истоискиот врховизам, кој неизбежно поради предавствата на поглаварствата ќе го изроди анархизмот, какви што биле гемиджиите во 1903 година. Само накусок ви кажа што значи врховизмот во Македонија. За тоа прашање воопшто многу малку разговараме, меѓутоа ако поставите седнат на некој сокак, точно ќе ви кажат кој во чие време со кој окупатор бил поблизу. Дали би бугарофили, гркомани, србомани. Што значи врховизмот? Врховизмот не е етничко прашање. Врховизмот е геополитичко прашање. Врховизмот е сервилност на определена номенклатура која во отсуство на доверба од сопствениот електорат мандат за власт во Македонија бара од некоја соседна метропола. Во 20-тиот век тоа биле Белград, Софија и Атина. Во 21-виот век тоа се Страсбург, Брисел и Вашингтон. Или за да биде поблиску оваа дефиниција. 1890 година во Солун се формира Македонска револуционерна организација, знам позната како ВМРО. Се формира Централен комитет, организацијата била за суверена и самостојна Македонија на македонците. Меѓутоа, поведени од Сан-Стефанската Бугарија, како вечна неизживеана романса на Софија, бугарскиот кнез Фердинанд 1895 година, 2 години подоцна, формира Врховен комитет на ВМРО во Софија. И Врховниот комитет бил за Македонија, меѓутоа во рамките на Бугарија и македонците како бугари. И почнува повеќе децениска братоубиствена војна меѓу централистите и врховистите.
Тоа е варховистичкото прашање. Дипломати не може да ме разберат. А јас настојувам сега да ви го поедноставам. Бидејќи народот изгубил доверба во поглаварствата заради предавствата, се појавиле гибиджиите во 1903 година, анархистите, кои за да го свртали вниманието на европската јавност за неотугивото право на самостојна македонска држава, ги извршиле познатите атентати во Солун. Го дигнале во воздух францускиот брод Гвадалкивир, ја дигнале со динамит Отоманската банка во Солун, железницата, лесоводниот систем. Да, Велес, гебеджиите од Велес. Верувам дека таа состојба после 100 години од Балканските војни повторно не се повторува. ВМРО ДПМНЕ беше надеж за македонците во републиката и светот наспроти југословенскиот комунизам на СКМ, односно СДСМ. Лјупчо Георгиевски тргна со македонската фаланга, Александар Македонски стигна до Индија. На тие основи ги доби гласовите и довербата од македонците во светот. Меѓутоа заврши со бугарски паштос во Софија и денес е најголем гласноговорник за бугарската кауза во Македонија. Во минатата година поголем софијски варховист од Лјупчо Георгиевски испада Зоран Заев, затоа што случи договор со Бојко Борисов на 1 август 2017 година, во кој што го утврди тоа што бугарите од памти веко сакаат да се изврши ревизија на македонската историја и да се слават сите датуми настани личности во Македонија не како македонски, туку како бугарски. И затоа ќе продолжам моето излагање, дека со сите разлики меѓу нас македонците, пороти државјанство, само Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Со Македонија постоиме, без Македонија ќе исчезнеме сите заедно, и во родината, и во универзумот. И затоа го креваме гласот против ова лудило и безумие, против промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Пред целиот свет да порачаме. Нашата држава се вика Македонија, ние сме македонци, нашиот јазик е македонскиот јазик. Само како подсетување, прашањето за името на држава е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година. На тој ден, македонците пороти државјанството во половината и во светот гласа, цитирам, за суверена и самостојна држава Македонија. Завршен цитат. Без додавки и без придавки. Одлуката на референдум по устав е задолжителна за сите без исклучок. Значи не сме по референдум Република Македонија, туку држава Македонија. За да покажеме добра волја, конатина, за да ги релаксираме етичките тензии по македонското прашање, како пратеници во првиот парламентарен состав од 1990 до 1994 година, бидејќи јас тогаш бев независен пратеник, прифативме дерогација на референдумските резултати и гласање, наместо да донесеме устав на држава Македонија, како што има устав на држава Израел, ние ги потврдивме актуелните граници и донесовме устав на Република Македонија, со што ставивме јасна разлика од северната провинција под Грција, со истото име, и од югозападната провинција под Бугарија со истото име. Одлуката од референдумот е задолжителна за сите, без исклучок. Тоа е одлука по устав на Република Македонија. Меѓутоа има еден мал проблем во уставот на државата. Организаторите на чаша вода, ако може да донесе, за да не се лиди вака. Во уставот има една системска грешка.
во врска со меѓународните договори, на што е санкат сега Македонија во преговорите со Грција, главен ментор и недологиот на Социјалдемократскиот сојуз, професор доктор Љубој Фрчковски. Имено Уставот има една одредба, вели вака: меѓународните договори што ќе бидат ратификувани стануваат составен дел на уставниот поредок на Република Македонија. Ратификацијата на меѓународните договори се врши со најмалку 1/3 од вкупниот број пратеници, тоа значи од 120 доволни се 40 гласа за да се изврши ратификација на меѓународен договор. Меѓутоа, и било кој друг суд не е надлежен да оценува согласноста на меѓународниот договор со уставот на државата. Тоа значи со меѓународен договор владата може да ги суспендира сите одредби или дел од одредбите на уставот, ако се чувствувате повреден, ви се нарушени правата и слободите, не постои суд пред кој може да се жалите. Кога е склучена времената согласност во 1995 година меѓу Македонија и Грција, одредбите на уставот, тогаш Социјалдемократскиот сојуз во влада се откажа од македонците во Грција. Во 2009 година Лјупчо Георгиевски како претседател на владата од ВМРО склучи иста спогодба со Бугарија во врска со јазичните разлики. Одредбите од македонско-грчката согласност ги препиша 2009 година, скокна СДС дека ВМРО се откажа од македонците во Бугарија, овие возвратија, па истото вие го сторивте со македонците во Грција. Одговорност не се побара од никој, бидејќи немаше кој да ја побара и прашањето се замина. Сега се наметна прашањето дали ќе да се прави нов референдум во врска со името. Меѓутоа, тоа беше еден мал маневр во 2011 година, 2008 година, кога зависеше приемот на Македонија во НАТО, во самитот во Букурешт. За жал, референдум тогаш не се одржа, ниту па е потребен да се одржи, меѓутоа настана нова ситуација. Сега Грција бара, тоа е владата на Зоран Заев го нуди, да не се оди на референдум, да се случи меѓународен договор. Во меѓународниот договор се утврди пакетот по сите детски прашања и промена на името, договорот дојде на ратификација со 40 гласа во собранието, никој не може да се пожали пред никого, председателот на Републиката има право да стави суспензивно суспензија на законот, меѓутоа ако тоа не се случи, владата на Заев треба да го поднесе во Советот за безбедност, Советот за безбедност да го потврди и да го предложи на согласност во Генералното собрание, за да Македонија самата пред целиот свет се откаже од своето име на држава и идентитет на нација. Ние мора да направиме една поширока меѓународна акција, сите организации на македонците во светот, доколку прашањето за тој договор стигне во Советот за безбедност, да бараме Русија и Кина да стават вето, за да не стигне во Генералното собрание на Македонија. Или доколку тој договор се најде на дневен ред во НАТО, да ја молиме Турција да стави вето Македонија да не стане членка на НАТО алијанса. Вечерва од овој донатовски банкет, на крајот сакам да упатам силна порака за семакедонско помирување и обединување, заради одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата, затоа што во единството е силата. Ги повикувам сите здруженија на македонците на обединување во единствениот светски македонски конгрес. Само единствени и обединети ќе победиме. И јас ви уверувам да бидеме единствени и дека овој пат владата на Заев како марионетска, за да ги реализира интересите на Джес Бејли од Калето, нема да им поминат.
Доколку Европската Унија и Соединетите американски држави продолжат грубо да се мешат во внатрешните работи на Македонија, ќе мора како народ да побараме од другите две постојани земји членки на Советот за безбедност, покрај Велика Британија, Франција и Соединетите американски држави, кои стојат очигледно зад интересите на Грција, бидејќи тие креира во 1827 година, да побараме другите две земји членки на Советот за безбедност со право на вето Русија и Кина заради заштита на суверенитетот и интегритетот на државата Македонија. Ние веќе подготвивме тужби против владата, против министрите и премиерот за повеќе кривични дела, велепредавство, терористичко загрозување на безбедноста на државата, стружување заради загрозување на безбедноста на државата, нарушување на угледот, повреда на достоинството на македонскиот народ и поднесеме во основното јавно обвинителство, очекуваме да ги процесирани, некогаш ќе им се, кога ќе им дојде редот да бидат процесирани. И ви уверувам дека повеќе нема да ја дозволиме на власта, па и на опозицијата, да се поигруваат со угледот и достоинството на државата и нацијата дома и во светот. Ова битка мудро и достоинствено ќе ја добиеме. Силата е во нашата мисла, вера и љубов за Македонија, а кога Господ е со нас, веруете, нема сила која што ќе не порази. На крајот Бог со нас македонците и сите македонци еден за друг. Да живее македонско-канадското пријателство, да живее Канада, да живее Македонија.
Како што знаете, почитувани гледачи, незадоволството на диаспората, како и на голем број на граѓани во Македонија во однос на спроведувањето на политиката на сегашната влада во нашата земја, веќе подолго време се манифестира со мирни протести насекаде во светот. Еден од нив се одржа и во Торонто на 18 март годинава пред Онтарискиот парламент во Куинс парк. Организиран од македонската глобална координативна мрежа за Канада, на протестот присуствува голем број на македонци и пријатели на македонскиот народ. Во продолжение да проследиме дел од овој успешен настан, на кој повторно гостуваше председателот на Светскиот македонски конгрес од Македонија, Тодор Петров. Good afternoon, everybody. I'm glad to see us all here in such a large number, because indeed we want to send a very, very strong message of support to our brothers and sisters in Macedonia and to Macedonians the world over. I'm going to read the declaration in English for the record so that it is understood in both languages. It is in defense of Macedonia's name and identity of the Macedonian nation. We, the Macedonians in Canada, are united and resolute in defending Macedonia's name and the identity of the Macedonian nation. Although we are far from our homeland, we are concerned about the political crisis in Macedonia. Our roots are there, our relatives are there, we have property there, and the graves of our ancestors are there. Therefore, we demand the following from the President, the government, and the Assembly of the Republic of Macedonia. Number one, the unconditional termination of the name negotiations with Greece and to pursue membership in the United Nations in all international organizations under the name of Macedonia, with the right to use the constitutional prefix Republic so as to clearly differentiate Macedonia from the similarly named provinces in northern Greece and southwestern Bulgaria. And without the Latin transliteration Republica Macedonia, but as the Republic of Macedonia in English, along with the international code MK or MKD, and the English description of its people and their language as Macedonians and the Macedonian language. Number two, the withdrawal on the law of the use of languages because it is in breach of Article 7 of Macedonia's constitution. The law undermines the unitary character of Macedonia by introducing the Albanian language across the entire territory. And in international relations of Macedonia, and discriminates against the equality of the smaller ethnic communities. Number three,
the termination of the treaty signed by Zaev and Borisov on August 2017 because it undermines Macedonian history, culture, and language. As long as Sofia views Macedonia as part of Bulgaria and Macedonians as Bulgarians, and the Macedonian language as a dialect of Bulgarian, any treaty between Macedonia and Bulgaria will be a treaty of treason against the Macedonian state and nation. Number 4, the immediate and unconditional amnesty for all those detained and imprisoned in connection to the events of February 27, 2017, with immunity from prosecution, complete revoking of sentences, and withdrawal of all convictions. Number 5, the immediate and unconditional amnesty of Edmund Temelko, Mayor of Pustitz Municipality, from all charges, is released from house arrest, and cessation from further prosecution. We the Macedonians in Canada, reject holding a referendum to ratify an international treaty aimed at changing the Constitution so as to change the name of the state and the identity of the nation. We emphasize the name of the state was decided by a referendum on September the 8th, 1991, when Macedonians by gender and citizenship in the Republic and the world over voted with absolute majority for a sovereign and independent state of Macedonia, without any modifiers to the name. The decision resulting from this referendum, according to the Constitution, is obligatory for all without exception. If the President, the Parliament, and the government do not meet the above requirements, we demand the Assembly be immediately dissolved and the announcement of extraordinary parliamentary elections with safeguards for exercising the right to vote in the 7th constituency without obligation to register for the right to vote in every parliamentary and presidential election. We, the Macedonians in Canada, reject becoming a member of the European Union and NATO because of the anti-Macedonian policies of its members, Greece and Bulgaria, namely the Greek and Bulgarian genocide against the Macedonian people and the fascist demand by Greece to change Macedonia's name and the fascist demand by Bulgaria to change the history, culture, and language of the Macedonian people. We Macedonians in Canada ask the Synod of the Macedonian Orthodox Church to withdraw their offer to recognize the Bulgarian Church as the Mother Church because it is non-canonical and anti-historical. We support liturgical and Eucharistic communion of the Macedonian Church with all churches who will recognize it as an apostolic church and as the sole legal and legitimate heir to the ancient Ohrid Archbishopric, that is to say the Patriarchate, and Justinian I. In conclusion, we Macedonians in Canada to defend the name of Macedonia and the identity of the Macedonian nation. This is our time. There's no stepping back. We must win. There's no other alternative to victory. All the best. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 408 емисија на Македонско издание. До нашето следно видување. Ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.